би сакал да искажам загриженост и воедно да ја информирам јавноста за последните незаконити действија на градоначалникот на општина Студеничани, што ги врши врз образованието во оваа општина. Имено на 17. јануари оваа година, сред полугодие, градоначалникот на општина Студеничани донел одлука за укинување на една паралелка на албански јазик во основното училиште во село Вртекици, кое функционира во рамките на Централното основно училиште Мустафа Кемал Ататурк, село Долно Количани. Една таква одлука со која се укинува паралелка на албански јазик пред се и над се е против албанското училиште, нешто што не успеале да го направат и тие кои на најзлобен начин се бореле против албанското образование било кога. Овој чин е без преседан во историјата на албанците во Македонија до денес и ќе се бележи во историските учебници како срамен антиалбански чин. Кога на ова ќе се додаде и политичката мотивација, тоа веќе преминува во прашање за патолошка анализа. Со овој чин се прави обид за политичка одмазда и да се нанесе штета врз жителите на село Вртекици, каде овој градоначалник доживеа пораз на локалните избори. Истовремено имал за цел да го отстрани од работа наставникот на оваа паралелка само заради тоа што не бил негов поддржувач на последните избори. Во недостиг на професионални забелешки за наставникот и во отсуство на потенцијален конкурент на последниот конкурс објавен декември минатата година за ова работно место, градоначалникот на општина Студеничани, за да ја постигне целта, донел одлука за укинување на паралелката и му наредил на директорот на училиштето да се прекине работниот однос на горе наведениот наставник, кој има адекватна стручна спрема и повеќе од 6 годишно работно искуство во оваа училиште. Како последица на оваа одлука, ќе треба наместо две комбинирани паралелки да функционира само една комбинирана паралелка од прво до пето одделение, со што негативно ќе се влијае врз квалитетот на образованието на учениците од оваа село. Оваа одлука предизвика огромен револт кај учениците и кај мештаните во село Вртекици, кои во знак на протест повеќе од 3 недели ја бойкотираат наставата. Жителите од Вртекици упатиле петиција до градоначалникот за да ја преиспитува одлуката, истовремено го информира Министерството за образование и Државниот просветен инспекторат, од кои бараат потидно да се превземат соодветни мерки согласно законските норми за да се спречат ваквите действија со политичка позадина кои се штетни за децата и нивната иднина. Поради ова и како пратеник од оваа изборна единица ја информирав министерката за образование господја Рената Десковска и побарав од нејзе лично да се ангажира во заштита на образованието и учениците од дневно-политичките игри. Побарав да се укине одлуката на градоначалникот и да што е можно побрзо се создадат соодветни услови за учениците во Вртекици се вратат во школските клупи. Благодарам. Значи, во овие комбинирани паралелки учат 9 ученици, меѓутоа се работи за 5 генерации. Според тоа, значи, ако досега функционирале 2 паралелки, тоа било во интерес на учениците и на населението, мислиме дека ваквата одлука која е крај, значи, од политички побуди донесена, е штетна за учениците и за самото население.